Ви благодарам, председателке. Се повикувам на истиот член кој што до сега го објаснувавте. Ви благодарам и за објаснувањето. И многу ми е навистина драго вака што имам можност да говорам после колешката Даниела Кулева, за која што имам дилема дека најверојатно живееме во различна држава. Мислам дека живееме во различна држава, бидејќи ние ги гледаме исто работите. Како што многу пати досега сум кажала од оваа говорница, јас доаѓам од секторот наука, високо образование. И секако кога ни се довери оваа функција да бидеме представници на народот и гласноговорници на народот, она што го имав на ум е дека треба да бидам одговорна, транспарентна и да го слушам мислењето на засегнатите граѓани. Сега, кога се прави еден закон, законот најпрвин треба да произлезе од оние кои што треба да го имплементираат. Во овој случај станува збор за образование, значи ние сега тука не збориме за законите кои што, односно јас нема да говорам за законите кои што се на дневен ред на оваа седница, бидејќи се уште не е изгласан дневниот ред, туку ќе се обратам токму по членот 90 за нашата одговорност, за нашата отчетност и за она што ние треба тука како пратеници да го направиме, а тоа е да гледаме за доброто на сите граѓани. Нема да се, навистина ова што претходната колешка го кажуваше, има многу дилеми во однос на незиното толкување, бидејќи мислам дека ние овде наместо да правиме квалитетни закони, ние си градиме рейтинг, што не би требало да биде така, бидејќи тука сме само заради граѓаните, не заради нашиот рейтинг. Значи ние кога доаѓаме, барем мојот став беше кога станав пратеник, дека ќе работам за општо добро, односно со општествена одговорност. Не со лична одговорност и со лични поени да добивам. И имено затоа тука сум од аспект и на научен работник, за да бидам најобјективно да ги критикувам работите кои што се за критикување. И сега кога сме за критикување, јас најпрвен ќе критикувам дека ние не си ја завршуваме својата работа, односно оваа комисија не си ја доврши својата работа. Председателката сега го цитираше заклучокот кој што таа самата го прочита на крајот на организираната јавна расправа за новата предлог концепција од страна на Министерството за образование и наука. И самата таа рече дека да, стенограмските белешки ќе бидат испратени до МОН. Ние не знаеме дали се испратени до МОН или не се, ние само гледаме дека точката за концепцијата стои на дневен ред на пленарна седница, но никако не се стигнува до неа. Сега, колеги, значи и почитувана јавност, каде јас ја гледам нашата одговорност и нашата задача пред се. Ние поканивме видни, врвни експерти, професионалци, професори од високото образование, од највисоките образовни институции, односно од Универзитетот Свети Кирил и Методи, од Универзитетот Гоце Делчев, значи оние кои што ние сметаме дека се најкредибилни во образованието и затоа се на тоа место каде што се, затоа се професори. Со сите стикнати титули, со сите стикнати образовни циклуси, нивоа, значи комплетни личности во кои што ние гледаме, не само ние, туку и учениците и студентите гледаат авторитет. Кога ќе поканите таков човек, таква жена, значи кога ќе ги поканите тие луѓе, ги поканувате со огромна почит, бидејќи колегијално ги знаеме биографиите и ги почитуваме, бидејќи ја цениме нивната вредност, го цениме нивното знаење и пред се го цениме нивното искуство. Нема да говорам за говорниците на јавната расправа кои што беа поканети од страна на владеачкото мнозинство во парламентот, говорам за оние кои што беа поканети од страна на опозицијата и притоа морам да напоменам дека таму не се покануваат членовите по партиска никоја диригентска палка да ја наречам, туку имено беа поканети по својата експертиза и по своето знаење. Кога ќе поканите такви професори, такви лица, значи такви општествени дејци во Република Македонија, нормално е дека очекуваат и тие повратна некаква реакција од страна за нивниот говор.
До сега нема повратна реакција, бидејќи тие дојдоа, го кажаа своето мислење, говорам и за нивното мислење, меѓутоа не добија повратен одговор што со тоа. Значи, ние како пратеници, односно како парламент, тука сите не ставам во исти кош, народски кажано, ние не ги испочитувавме почитуваните професори, бидејќи не ги удостоивме со никаков одговор и со никаква реакција врз основа на тоа што тие го кажаа. Со тоа покажавме заедно, а пред се оваа комисија, а пред се оние кои што се одговорни за оваа комисија, покажа една страшна ароганција, која што јас навистина не ја оправдувам и сметам дека не е место во парламентот, бидејќи тука ние сме народни пратеници и не сме никако да покажуваме ароганција. Ке направам мала дигресија тука, можеби не повела ароганцијата на министерката за образование и наука, па ете така не зафатил тој вирус на ароганција кој што некако владее во Министерството за образование и наука. Значи, ние не ги испочитувавме професорите, не им дадовме никаков одговор. Јас не знам дали се испратени нивните стенограмски белешки во Министерството за образование и наука. Колегите не прашуваат што се случи, што понатаму сега со оваа јавна расправа, зошто ја организиравме и навистина, доколку гледаме вака какви се резултатите од таа јавна расправа, и јас многу често се прашувам зошто ја организиравме кога никој не ја слуша. Значи, колеги, јас колку што разбирам, нашата задача како пратеници, нашата одговорност према народот, кон народот е да имаме и корективна функција, односно доколку нешто не е во ред во работата на одредени министерства или кај одредени министри, со оглед на тоа дека собранието ги гласа, ги бира, ги одобрува, собранието има апсолутно право и да коригира. Што значи дека јавната расправа, по некоја логика на нештото, беше организирана именно како една корективен настан, една можност за министерката да ги увиди и министерството да ги увиди грешките во однос на формирањето и креирањето на таа нова концепција и да ги послуша забелешките на експерти кои што беа присутни на таа јавна расправа. Ниту министерката сослуша до крај, колку што знаеме таа си замена на половина од концепцијата од јавната расправа, ниту пак некој ги зема во предвид забелешките на колегите кои што говореа на истата. При тоа, колеги, да се разбереме една работа. Ниту опозицијата, ниту говорниците, и ве молам ова внимателно слушнете го сите колешки, особено од мнозинството. Никој не беше против реформа во образованието. И јас не можам да разберам зошто упорно како никоја касета вака да сте голтнале сите и истото да го повторувате дека ВМРО, ДПМН или опозицијата или било кој е против. Јас не слушнав никој да рече дека ние сме против реформа. Исто како што не слушнав некој од нас, па и од пошироката јавност да каже дека е против дигитализација во образованието. Значи, еден процес се гради постепено, доколку сакаме квалитетна реформа, повторно ке кажа, таа реформа треба да започне од оние кои што се најзасегнати. Во овој случај, сите вклучени во образовниот и научен процес во Република Македонија. Бидејќи не смееме да исклучиме науката, науката е дел од образованието, доколку немаме наука, немаме ни учебници. Значи, не може да не ја слушате науката, колеги почитувани, бидејќи науката е таа која што го дава материјалот за учебниците, кој што имено вие сега сакате да ги дигитализирате целосно, и не колешке, морам да ве коригирам тука, не вели ВМРО ДПМН дека нема да има учебници, вели Мила Царовска во нејзина изјава дека сега учебниците ќе бидат само дигитални, а доколку некој сака може да ги испечати. Значи, тоа може во законски рамки е многу голем збор. И не може вие да кажете дека ние сме збореле дека нема да... Значи, тоа е прво инсинуација. Тоа не е точно што вие го велите. Не сме против дигитални учебници, против сме исклучување на печатените учебници, а вашата министарка го има кажано тоа во изјава.
Значи, немојте сега тука да инсинуирате дека ние нешто кажуваме, дека лажеме, дека сме против. Не, ВМО. Тука не. Значи, тука не се согласуваме воопшто. Ние само се обраќаме на она што министерката го изјавува. И она што го добиваме како информација од Министерството за образование и наука. Значи, ние не можеме да измислуваме работи, го читаме. Јас сум барем научник, јас ги гледам тоа што е напишано и се обраќам само во врска со тоа. Не можам да измислувам нешто што не постои. Значи, повторно ќе кажам, не сме ние против дигитализација. Напротив, дигитализацијата е најпотребната работа што мора да и се случи на Македонија. Но пред да се фатиме за оваа реформа, да ги дигитализираме учебниците, и тоа внимателно за кои учебници, значи збориме за основно и за средно образование, ние треба да се дигитализираме многу други работи. Ние треба да имаме дигитални библиотеки, например, кои што ќе имаат пристап. Нашите универзитети треба да имаат пристап до дигиталните библиотеки светски, до универзитетските. Јас како научник немам пристап за тоа. Значи, тоа не е во ред. Таквите работи не се во ред, а целосна дигитализација без печатени учебници, тоа уште повеќе не е во ред. Но не сме дојдени до таа точка на дневен ред. Да се вратам јас повторно за концепцијата. Зошто го спомнувам ова? Бидејќи според резултатот на она што се случи по јавната расправа за предлог концепцијата во образование, ние повторно покажуваме ароганција. Значи, ние не ја слушаме науката, ние не ги слушаме оние кои што најдобро знаат, ние се правиме попаметни од сите нив, ние покажуваме страшна ароганција во тој контекст. Не, зборувам ние како собрание, како парламент. Јас не, но ние затоа како опозиција бараме овој процес да се заокружи. Ние бараме заклучоците и предлозите на луѓето кои што беа присутни, кои што говореа на таа јавна расправа, нивните мисли да ги испочитуваме, нивните прекрасни креативни идеи да ги испочитуваме. Бидејќи јас не знам колку вие бевте присутни, драги колешки, на таа јавна расправа. И дали воопшто слушавте што говореа луѓето? Значи, професорите не говореа дека се против концепцијата. Повторно нагласувам, никој не е против реформи. Колегите само кажа дека реформата треба да се обмисли уште еднаш, дека треба да се земат во предвид сите фактори, сите релевантни мислења. Не може да правиме реформи за 6 месеци. Па, вие велите, значи не може да релативизираме кога станува збор за нешто волку важно и волку кршливо како што е образование кај најмладите. И не може да кажете вие, ама не, реформата ќе почне само од прво и од четврто деление. Тоа е почната реформа. Значи, тоа е почната реформа. Дали се однесува само за едно оделение, дали се однесува само за еден клас, дали се однесува само за еден предмет, дали се однесува само за еден учебник. Тоа е започната реформа. Она што ние го бараме да не се избрзува ваквата реформа со оглед на исклучително гласната реакција на сите зафатени релевантни институции. Морам да повторам уште еднаш за граѓаните дека оваа концепција, понудената концепција, не оваа, понудената предлог концепција, не беше одобрена, не беше прифатена ниту од највисоките институции образовни и научни. Тоа е МАНУ, Македонската академија на науките и уметностите, не беше прифатена ни од Сенатот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, не беше прифатена ниту од едно здружение на засегнати професори, наставници во дадените посочените области. Сега кога имате негација, односно повторно ќе речам, никој не рече не за реформа, туку сите рекоа дека тоа е избрзана и недоволно опфатена и образложена реформа. Значи, повторно да не релативизираме дека некој бил против реформа. Не. Значи, кога немате од такви релевантни институции позитивен одговор, прифаќање, почитуваните колеги, почитуваните професори кои што беа, значи ве молам, ги имате стенограмските забелешки, ве сега ги испечативме и ние. Прочитајте ги, сите беа толку коректни, толку беа конструктивни во своите дискусии. Понудија решенија, дадоа забелешки, никој не користеше ниту политички говор, ниту ништо. Значи, вие не можете сега на тие луѓе кои што се испочитувани,
Збориме за професори од факултетот, природно-математичкиот факултет, институт за хемија, институт за биологија, институт за математика, збориме за представници за колеги од Институтот за национална историја, збориме за колеги од Институтот за македонски јазик, збориме значи сите тие се професор, доктор на науки и сите тие се релевантни во своите области, со големи дела, со книги напишани. Значи не може вие да кажете дека тие луѓе не се релевантни и не може да го игнорирате нивното мислење. И сега повторно вие велите дека ние сме биле против реформи. Кои се тие ние, колешке? Кои се тие ние? Кои сте тие вие и кои сте ние? Значи не покажуваме ние како пратеници, не покажуваме почит кон професијата наставник, кон професијата професор, не покажуваме почит кон училиштето како институција. Ако ние не ја завршиме, не ја заокружиме оваа јавна расправа и не ги упатиме како што треба забелешките од почитуваните говорници на јавната расправа до Министерството за образование и наука, каде што се надевам дека некој ќе излезе од школка на ароганција, бидејќи некој кога е толку арогантен, веројатно нешто крие друго во позадина и ќе ги прифати тие забелешки и никој не вели не за реформа, да реформа, но квалитетна. Квалитетна реформа. Да, сите велиме дека во минатото 30 години во Македонија образованието служи за експеримент. 30 години и колешке, истата екипа ја ги прави сите реформи, ама буквално истата екипа. Прочитајте ја реформата, ќе видите кој е потпишан на предлогот на реформата за Кембридж, и за Болоња, и за претходно сите, истите Кирил Барбареев и Бершка. Значи, ве молам, сами себе си се ве молам, истите луѓе. И сега велите дека тие луѓе сега се попаметни од она што претходно било, за кое што вие велите дека е катастрофа. Ама не е поучени од грешки, не може да бидат едни кои што прават 4-5 реформи лоши. Значи, поучена од грешка требаше да биде министерката за да не ги најми тие луѓе, бидејќи претходната реформа која што е правела не била добра. Значи, ако вие сакате квалитетен кадар, тогаш ќе изберете луѓе кои што не правеле грешки. Значи, луѓе кои што не повторувале грешки. Еве, дозволено еднаш да се направи грешка. Меѓутоа, кога некој неколку пати повторувал грешка и вие повторно го земате истиот тим за да направи иста грешка. Значи, ние сме корективни тука. Значи, треба да коригираме. Еве, сега коригираме. Укажуваме на овие недостатоци, на овие пропусти. И од оваа причина бараме најпрвин заклучоци, најпрвин резултат од јавната расправа, најпрвин Министерката за образование и наука да дојде и да ни ги образложи незините ставови, дали ќе ги прифати или нема да ги прифати забелешките, внимателно на најповиканиот кадар во Република Македонија, кој што може да зборува за образование. Нема да го повторувам минатиот говор кога велев дека реформите треба да започнат од високото образование, но да не се направи да се направи едно вакво целосно игнорирање, непочитување. Тоа говори за нешто друго за Министерството за образование и наука во моментов, поточно за раководителите, односно за министерот на тоа министерство. Вработените си ја завршиле својата работа како што треба. Но оние кои што ја даваат оваа идеја и притоа игнорираат ваква една научна, највисоката научна елита во Македонија ја игнорирате. Највисоката научна елита во Македонија не ја удостојувате со одговор. Па како утре ви очекувате ние кон тие луѓе да се свртиме и да побараме помош? Како очекувате вие да ги имплементираат тие реформи кои што сега треба да се наводно да се имплементираат? Како очекуваме ние било каква почит кон собранието на крајот на криштата? И како очекуваме ние како колеги да го убедиме јавноста дека не е точно мислењето кое што јавноста го има за собранието и за пратениците, а тоа е дека гласаат по партиска наредба? Како очекувате кога ние, кои што ги повикуваме и ги покануваме тие луѓе,
интелектуалната, научната елита во Македонија, ние сега најарогантно, тоест не ние, туку вие во овој случај, бидејќи ние бараме да се испочитуваат луѓето, вие најдрско и најарогантно не сакате ниту да им одговорите. И потоа велите дека ние сме парламент независен, дека вие сте пратеници независни. Па извинете колеги, но јас тука многу гласно ќе се бунам, бидејќи јас сум научник и јас сум професор и некој мене вака да дојде да ме искористи за говор и да ме фрли како партал, јас тој, ниту него, ниту институцијата ќе му ја почитувам. Значи сами си градиме имидж на ароганција, ама таа ароганција е само од едната страна на собранието, не од двете, затоа што така изгледа. Јас не можам да го разберам отпорот да се повика министерката да дојде на соочување да ја прашаме оние прашања кои што таа сериозно, упорно ги игнорира, не само од нас, од целата јавност. Извинете да ви се прават протести во цела држава и вие да речете дека тоа не постои. Значи само арогантен и слеп човек може така да говори, никој друг. И сега јас не сакам да ме зафати мене тој вирус. И јас барам, бидејќи луѓето ги поканивме, дојдоа, кажа и сега што? И сега нема епилог од тоа. Епилогот, колеги, треба да биде дека предлог концепцијата треба да се врати на доработка. Дека треба да се уважат сите мислења. Тогаш ќе зборуваме за транспарентност и тогаш ќе зборуваме за достоинство и во собранието и наше, како пратеници, како гласноговорници на народот, и на Министерството за образование и наука, па понатаму и на сите институции кои што се опфатени во образовниот процес. Доколку ние не го сториме ова, ние ќе бидеме партал во општеството. Јас не сакам да бидам партал. Ако сакате вие, можете да бидете. Но јас не. И затоа ве молам, слушнете го тоа што го бараме. Слушнете го тоа што го бараме, да ја завршиме оваа работа, па да одиме понатаму. Колешке. Кажав, се повикав на истиот член како сите. Ви благодарам, еве, на почетокот се повикав и реков дека се повикувам на истиот член како сите претходни колеги, член 90 кој што зборува за достоинството на пратеникот. И затоа, колешке, постојано цело време мојот говор се однесува на достоинството. Значи јас многу убаво си се држам до членот 90 од деловникот. Јас говорам за достоинството, за разлика од вас, председателке, бидејќи сте позади мене, па ве слушам постојано што мрморите и да ви кажам, јас не знам зошто ви мислите дека ова што го говораме срамота. Навистина не знам, но не знам. Така да, такви дофрлања од страна на председателката говори за председателката, не за мене. А јас навистина се држам до моето процедурално, а тоа е достоинството. И затоа велам дека доколку ние сакаме да бидеме достоинствени пратеници, секоја започната работа треба да си ја завршиме и да си ја имаме на ум нашата првична функција, а тоа е одговорност према граѓаните, одговорност кон институциите. Ако ние не покажеме одговорност, нема да покаже ниту народот, ниту никој друг кон нас. А министерката најмногу треба да покаже одговорност кон оние кои што ја бирале и кон оние на кои што таа треба да Ви благодарам.